Православната црква утре го празнува отсекувањето на главата на Јован Крстител и утре е струг пост. Не се јаде храна заради пролеаната крв од главата на светецот. Овој ден според црквата, но и кај народот се смета за голем празник, ден кога не се работи ништо, а по традиција во чест на светецот се организираат и големи црковно-народни собири. За таа цел утре во истоимениот манастир во село Подлог ќе се одржи божествена литургија на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион. Светата православна црква утре го чествува споменот на отсекувањето на главата на светиот Јован Крстител и претеча Господов, празник кој што е од тажен карактер за нас православните и токму поради нели овој тажен настан Светата црква определила строг пост. Кај нас постојат некои обичаи и практики на овој ден да не се јаде црвено, што нели не е точно и такво нешто нема пишано во правилата за пост. Обично луѓето ова ги асоцира нели на крвта која што се пролеала од главата на светиот претеча, значи повеќе внимаваат да не вкусат нешто црвено отколку да се задржуваат на постот. Значи апелираме овие практики кои што нели не се вистински и не се во склоп со православното предание да бидат оттргнати и луѓето да не ги практикуваат како такви. Инаку, според православниот бележник, како што вели Арсовски, главата на светецот ја пресекол Ирод Антипас, синот на постариот Ирод, за да удостои на една танчерка по име Салома, која ја побарала главата на Свети Јован. Свети Јован претеча живеел во исто време кога и Исус и всушност тој го најавува неговото доаѓање. Јован уште пред Исус ги крштевал луѓето во реката Јордан и им велел: "Јас ве крштевам со вода, но ќе дојде друг кој ќе ве крсти со дух." Јован го крстил и самиот Исус во Јордан. Затоа овој ден е еден од потешките во православието.